Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Судски вештак по електроника сведочеше дека според неговиот наод целата постапка на изведување на електричната инсталација во модуларната болница не била согласно прописите. Полицијата секојдневно открива возачи кои ги управуваат возилата без дозвола, не само автомобили, возат и комбиња, па и камиони. На паркинг пред зграда во Тетово бил пронајден починат 20-годишник од Тетовско Теарце. На денешното продолжение на главната расправа за случајот модуларна болница Тетово беа сослушани вештак по електротехника и сведок на јавното обвинителство. Одбраната пак ги презентираше писмените докази, а на следното рочиште ќе бидат сослушани и сведоците кои ги предложиле. Овластениот судски вештак по електротехника Ирфан Шачири на денешното рочиште за случајот модуларна болница Тетово сведочеше дека според неговиот наод целата постапка за изведување на електричната инсталација во модуларниот објект била реализирана со недостаток на голем број документи потребни за ваков тип на градба. Тој рече дека изведбата не била согласно прописите и правилниците. Самиот чин на приклучување на објектот во мрежата на операторот е изведен од двајца вработени во клиничката болница без изготвување документ, неопходен за ваков тип и без надзор од овластени електроинженери. Објектот, проектиран од Брако, е монтиран, според нив, како што се барало од Министерство за здравство. Според нивната изјава, нивна должност била само да го изготват и монтираат на дадената локација. Од нивна страна во однос на електричната инсталација нема елаборат, бидејќи според нив никој не им барал. Ми беше приложена шема за електрични уреди во објектот, меѓутоа таа била за нивни интерни потреби. Не беше валиден документ, овластен од комората. Пред судот сведочеше и тетовчанка која за време на пожарот била во модуларната болница заедно со нејзиниот сопруг, кој бил хоспитализиран таму, и кажа дека во целата паника тие се спасувале преку прозорец. Денес беа презентирани и писмените докази на одбраната односно договори со компанија задолжена за набавка и одржување на ПП апарати, правилници и одлуки за заштита од пожари, планови за функционирање и слично. Потоа извадоци од весници и прилози кои покажуваат дека обвинетиот доктор не бил раководител, како и барање до Министерството за одбрана за испраќање помош во справување со голем број пациенти. Инаку пред почетокот на судењето повторно се одржа граѓански протест за поддршка на докторот Бован Вучевски. Дојдовме да му даеме поддршка на човекот кој што стана синоним на доброта, на професионалност и на нешто што многу од него можат да учат во смисла на лекарска етика. Оноа што денес можеме да го видиме, не можеме да бидеме задоволни со присуство на граѓаните кои што ја црпеа неговата доброта, стручност, професионалност и оноа што е он во суштина. Сите граѓани кои што се присутни на овие простори да не дозволат да човек кој што треба да биде сега присутен во ординација кај што треба да ги лечи, он треба да чмае овде во оваа судница кај што исходот, крајот не се гледа, бидејќи го знаеме какво е судството во Република Македонија многу добро. Во овој случај поранешните директори Флорин Бесими и Артане Теми се обвинети за кривично дело тешки дела против општата сигурност. Докторот Бован Вучевски за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, за кое се товари правното лице Клиничка болница Тетово. Следното рочиште е закажано за 21 март. Премиерот Димитар Ковачевски денес во владата им додели благодарници на лекарите и другиот медицински персонал што ја направија првата трансплантација на црн дроб, порачувајќи дека со нивната стручност како земја се приближуваме кон европските и светските трансплантацијски системи. Во периодот од 3 години, почнувајќи од 2020 година до јануари годинава, 18 семејства дадоа согласност од нивните блиски да се подарат и трансплантираат органи и подарија живот на десетици пациенти. За тоа сите сме им благодарни.
Трансплантацијата е огромен чекор напред во современата медицина. Изминативе 3 години, како држава, како здравствен систем, покажавме дека може да се приближиме кон светските и европските трансплантацијски системи. Во период од 3 години во земјава се донирани 61 орган, беа трансплантирани 8 срца, 32 бубрега, кај 19 пациенти беа трансплантирани коскени ткива, а 20 пациенти добија црн дроб. Клиниката за дигестивна хирургија навистина испиша историја. Трансплантацијата на црн дроб е огромна придобивка за нашиот здравствен систем, огромна надеж за пациентите кои боледуваат од болести на тој орган, но и огромен успех за нашите здравствени работници. Нашата држава има круната во медицината, а тоа се врвните експерти, лекари и другите здравствени работници кои прават среќни многу семејства и многу пациенти. Вчера најголем број училишта добиле заканувачки пораки за поставени бомби. Некои од нив прв пат добиле дојава, па затоа не биле подготвени да ја спроведат препораката од МОН за онлайн настава, одговори министерот за образование Јетон Шаќири во врска со поплаките од ученици дека не можеле да се вклучат на платформата. Тој рече и дека владата ќе разгледа нов предлог за решение за проблемите што произлегува од дојавите за бомби во училиштата. Вчера беше првиот ден после првите препораки што ги добија основните и средните училишта само во градот Скопје, зашто поголемиот проблем, повеќе од 90% од проблемите се само во градот Скопје. После тие препораки, вчера беше првиот ден кога видовме и проблемите што и во дел на изведување на онлайн настава ги имавме, и во дел како треба и родителите проблемите кои произлегува. Проблемите кои навистина проблемите кои дојдоа од платформата. Не се проблеми кои беа во училиштата каде што, како знаете, вчера имаше рекорден број на дојави за бомби. Некои од училиштата вчера не очекува и во претходниот период немаа дојави за бомби. Што значи дека училиштата кои ги добија препораките во петок и кои постапија според потврда на лозинките, потврда или промена на што треба во системот да се вклучува, тие веќе постапија и вчера немаа проблем. Некои од училиштата кои добија за прв пат дојави за бомби, во период од 1 сат 30 минути вчера ги надминаа проблемите. Ние имаме реално колку го користат апликацијата, но не е тоа зашто јас како министер неколку пати сум кажал дека сме против онлайн настава, но заради тоа што да не се изгуби во образовниот процес, ние го донесовме оваа одлука после препораките што ги добивме од безбедносен аспект, дека после проверка сега ќе ги разгледуваме и проблемите кои произлегува и очекувам во најбрз можен рок јас како министер и со другите членови на влада да ги дискутираме проблемите каде што се во училиштата за целодневна настава, каде што имаме родители што работат во фамилијата и другите проблеми и ќе видиме со ново или нов предлог на решение заради веќе проблемот што го имаме. Кој доаѓа од лажни дојави за бомби, кој доаѓа во меловите, кој доаѓа во старите мелови што имавме препорака на промена на меловите и чекаме како ќе биде решението после препораките што ќе ги добиваме и од другите институции. Полицијата секојдневно открива возачи кои ги управуваат возилата без дозвола. Не само автомобили, возат и комбиња, па и камиони. Со тоа ја доведуваат во прашање и нивната, но и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Лани во Полошко биле казнети над 2364 лица за ваков прекршок. Се почесто седнуваат зад волан без положен возачки испит и валидна дозвола. Полицијата месечно открива речиси по 200 диви возачи на подрачјето на СВР Тетово, претежно млади лица, но и малолетници кои најчесто управуваат автомобили, но и комбиња и камиони. Има и случаи кога се учесници во сообраќајни несреќи. Тетово предничи пред Гостивар со 1728 казни за 12 месеци. Полициските службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во текот на минатата 2022 година во поширокиот Полошки регион вкупно открили и законски санкционирале 2364 лица, односно возачи, кои управувале возила без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Во првите 2 месеци од годинава, јануари и февруари, бројот на ваквите така наречени диви возачи изнесува 360, од кои 260 биле откриени и санкционирани во Тетово и Тетовско и 100 во Гостивар и Гостиварско.
Сите возачи прекршители кои управувале без возачки дозволи, веднаш се исклучени од сообраќај и изготвени им се соодветни поднесоци, во кои, согласно членот 225 став 9 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, предвидена е парична глоба од 250 евра во денарска противвредност, а толкава глоба ќе платат и собствениците на возила кои им ги дале да ги управуваат иако знаеле дека немаат возачка дозвола. Граѓаните сметаат дека треба да има построги санкции, зашто лицата ќе ја платат казната и го повторуваат делото. Мислам дека тоа е недисциплина на сообраќајот. И треба строго да се казнуваат тие личности кои што возат така не контролирано. Па ја по моје би рекол да. И не би му дал право никош да вози. Тоа е многу лошо, полицијата управа, кој што е без возачка се знае што му следуи. Не сме да вози без возачка, пијанство и не знам ја што друго. Закон се е закон. Деца 15-13 години вози мотор. При 3 дена кај наше село се ударило. Од СВР Тетово се апел до возачите да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до возачите и пред се до младите лица да не седнуваат зад волан, односно да не управуваат возила без претходно да посетуваат теоретска и практична настава и да го положат возачкиот испит, зашто во спротивно ја доведуваат во ризик сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Максимална внимателност и придржување кон законските ограничувања предвидени за таа категорија на учесници во сообраќајот им се советува и на возачите почетници. И на коминатата година санкционирани биле и 453 возачи почетници, кои не се придржувале кон законските ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот. Во Полошко чест прекршок и брзото возење. Вчера биле санкционирани 26 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина. На подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово, вчера од 8 до 20 часот полициски службеници спровеле акциска контрола за брзина, во која вкупно биле изречени 26 мерки, 11 во Тетовско и 15 во Гостиварско. 24 од мерките се однесувале на пречекорување на максимално дозволената брзина надвор од населено место, од кои 5 од пречекорувањата биле за над 50 км на час. Покрај ова биле санкционирани и 2 пречекорувања на пропишаната брзина во населено место, а санкционирани се и 25 други видови сообраќајни прекршоци во рамки на истата контрола. И на куминатиот месец на поширокото полошко подрачје вкупно биле изречени 905 мерки за пречекорување на брзината, а само на Гостиварското подрачје во изминатите 2 месеци бројот на ваквите мерки изнесувал 529. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот во и надвор од населено место, затоа што пребрзото возење и натаму е најчестиот прекршок на ова подрачје и една од најчестите причини за случајните сообраќајни несреќи. На паркинг пред зграда во Тетово бил пронајден починат 20-годишник од Тетовско Теарце. Приведени 6 дилери на дрога. Во полицискиот билтен и пријави за физички напади и каснување од куќе скитник, како и приведување поради шверц на цигари. Вчера во СВР Тетово пријавено е дека во Тетовската клиничка болница бил донесен починат 20-годишник од Тетовско Теарце на паркинг пред станбена зграда на улица Илинденска во Тетово, каде според пријавеното бил пронајден починат. Увид извршиле јавен обвинител и екипа од СВР Тетово. По наредба на јавен обвинител била извршена обдукција. Вчера на улица Илинденска во Тетово полициски службеници на СВР Тетово лишиле од слобода 5 лица, сите од Тетово, поради сомнение за нивна инволвираност во неовластено производство и пуштање во промет на наркотични други, психотропни супстанции и прекурсори и овозможување употреба на наркотични други. Поврзано со овој случај, ноќеска во 1 часот и 10 минути на улица 113 од слобода бил лишен 19-годишник од Тетово. Сите лишени лица се задржани во полициската станица Тетово и се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера 58-годишник од Тетовска
Галичка Брвеница во СВР Титово пријавил дека на 15 февруари годинава околу 21 часот и 30 минути во селото физички бил нападнат од две лица. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. 66 годишна тетовка вчера во СВР Титово пријавила дека во блок 70 во Тетово била касната од куќа скитник. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 16 часот лишиле од слобода 30 годишник од Гостиварска Топлица, кој претходно бил пријавен од 60 годишник од Гостиварски Добридол, дека околу 12 часот и 40 минути во Топлица физички го нападнал и му се заканил со стар предмет. Се расчистува и документира случајот. Денеска околу 7 часот и 35 минути на регионалниот пат Дебар Маврови Анови во местноста Рустушко Анче, полициски службеници на СВР Титово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 27 годишен Дебранин. При негов и преглед на патничкото моторно возило Сеат Алхамбра со струшки регистарски ознаки, што тој го управувал. Во вреќи со граф биле пронајдени и одземени 1100 парчиња електронски цигари без документација. Тој е задржан во полициското оделение Рустуше и по документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Полицијата остварува средби со раководства на факултети и спортски клубови за да ги информира дека странците мора да бидат со регулиран престој. Полициски службеници на СВР Тетово одсек за превенција вчера оствариле средба со раководствата на неколку високообразовни институции и спортски клубови во Гостивар, во кои се образуваат или за кои настапуваат странски државјани, претежно од Република Турција. На средбите полициските службеници поблиску ги запознале со одредбите на Законот за странци и посебно со начинот на пријавување и одјавување на странски лица и соодветно регулирање на нивниот престој на подрачјето, односно во државата. На раководствата на институциите и спортските клубови исто така им било сугерирано доследно да ги почитуваат законските одредби за да не се соочат со предвидените санкции. Од друга страна, тие ги информирале полициските службеници дека вкупно 170 студенти на една од институциите биле навреме пријавени и со регулиран престој, и дека и во иднина максимално ќе водат сметка и ќе се придржуваат на Законот за странци, а истото се однесува и на спортските клубови. Ваква средба планирана е овој месец во Тетово. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!